Полноќниот двобор. Хари никогаш не веруваше дека ќе запознае момче што ќе го мрази повеќе од Дадли. Ама тоа беше пред да го запознае Драко Малфој. Сепак, грифиндорците од прва година имаа само напивки со Слитерин, па си немаа многу работа со Малфој. Или барем така беше се досега, додека не забележаа известување закачено во заедничката просторија на Грифиндор, од која сите застенкаа. Часовите по летање почнуваат во четврток и Грифиндор и Слитерин треба да учат заедно. Типично, мрачно рече Хари. Баш она што го сакав, да испаднам будала на метла пред Малфој. Беше понетрпелив да научи да лета повеќе од се друго. Не знаеш дали ќе испаднеш будала, рече Рон разумно. Како и да е, знам дека Малфој секогаш зборува колку е добар во квидич, но гарантирам дека само се фали. Малфој навистина зборуваше многу за летањето. Гласно се жалеше за тоа како учениците од прва година никогаш не влегуваат во домските квидич тимови и раскажуваше долги фалбачески приказни, кои како сите да завршуваа како тој завлакно избегнувал маголи во хеликоптери. Но не беше единствениот. Шејмус Филиган кажуваше дека го поминал поголемиот дел од детството летајќи низ околината на својата метла. Дури и Рон им кажуваше на сите што сакаа да слушнат за тоа како за малку не удрил во параглајдер на старата метла на Чарли. Сите од волшебничките семејства постојано зборуваа за квидич. Рон веќе имаше голема кавга околу фудбалот со Дин Томас, која делеше спалната со нив. Рон не сваќаше што е забавно кој игра само една топка и каде што никој не смее да лета. Хари го фати Рон како го боцка постерот на един од фудбалскиот тим Вест Хем, обидувајќи се да ги придвижи играчите. Невил никогаш не бил на метла во животот, зашто баба му никогаш не му дозволувала да се приближи до метла. Хари веруваше дека има добра причина, зашто Невил успеваше да доживее неверојатно многу несреќи и со двете нозе назани. Хермиона Гренџер беше речиси исто толку нервозна како и Невил. Тоа беше нешто што не се учи напамет од книга. Не дека не се обиде, на појадокот во четвртокот им се качи наглава со совети за летање што ги најде во една книга во библиотеката, со наслов Квидич низ времето. Невил го голташе секој нејзин збор, очаен за се што можеше подоцна да му помогне да се задржи на метлата. Но сите беа некако задоволни кога поштата што пристигна ја прекина Хермиона во предавањето. Хари не доби ниту едно писмо уште од пораката на Хагрид, нешто што секако Малфој брзо го забележа. Пушестиот буф на Малфој секогаш му носеше пакетчиња со сладки од дома, што тој лакомо ги отвараше на масата на Слитерин. Кукувијата на Невил му донесе мало пакетче од баба му. Возбудено го отвори и им покажа стаклена топка, колку крупна џамлија. Изгледаше полна со бел чад. Ова е септималка, објасни тој. Баба знае дека заборавам работи. Ова ти кажува ако си заборавил да направиш нешто. Види, ја држиш вака цврсто и ако поцрвене, се растажи, зашто септималката одеднаш стана темно црвена. Си заборавил нешто. Невил се обидуваше да се сети што заборавил, кога Драко Малфој кој минуваше покрај масата на Грифиндор му ја зграбчи септималката од раката. Хари и Рон скокнаа на нозе. Во некоја мера бараа причина за кавга со Малфој, но професорката Макгоналд, која можеше да забележи проблем побрзо од сите професори во училиштето, се појави во истиот момент. Што се случува? Малфој ми ја зеде септималката, професорке. Намутен Малфој бргу ја пушти септималката на масата. Само ја гледав, рече тој, и се отвлечка со креп и гоел по него. Во 3:30 попладне Хари, Рон и другите грифиндорци побрзаа надолу по влезните скали на првиот час по летање. Беше ведар, ветровит ден и тревата им се брануваше под нозете додека одеа по надолнината на еден рамен тревник на спротивната страна од забранетата шума, чии дрвја марачно се нишаа во далечината. Слитеринците веќе беа таму, а имаше и 12 метли уредно положени на земјата. Хари ги слушна Фред и Џорџ Визли како се жалат на училишните метли. Велеа дека некои почнуваа да вибрираат ако летаат превисоко или дека секогаш летаат малку налево. Пристигна нивната наставничка, мадам Хуч. Имаше куса сива коса и жолти очи како сокол. Па што чекате сите? Викна таа.
Секој нека застане крај една метла. Ајде побрзите. Хари погледна долу во својата. Беше стара и некои гранчиња стрчаа по чудни агли. Подадете ја десната рака над метлата, рече мадам Хуч напред. И кажете горе. Горе, викнаа сите. Метлата на Хари веднаш му скокна во рака, но само неколку други го сторија тоа. Метлата на Хермиона Гренџер само се превртуваше на земјата, а таа на Невил воопшто не ни мрдна. Може би метлите, како и коњите, може да познаат кога се плашите, помисли Хари. Имаше трепет во гласот на Невил кој многу јасно кажуваше дека сака да остане со нозете на земја. Тогаш мадам Хуч им покажа како да се качат на метлите без да се лизнат од крајот. Одеше напред и назад покрај редовите и им го исправаше запатот. Хари и Рон се израдуваа кога им рече на Малфој дека грешил со години. Сега, кога ќе свирнам, силно одскокнете од земјата, рече мадам Хуч. Држете ги метлите мирно, кренете со неколку метри и вратете се право долу со мало испружување напред. Кога ќе свирнам, 3, 2, но Невил нервозен, возбуден и исплашен дека ќе остане на земја, одскокна силно пред свирчето да ги допре усните на мадам Хуч. Врати се, момче, викна таа, но Невил се креваше право нагоре како тапа изфрлена од шише. 3,5 метри, 6 метри. Хари му го вида бледото исплашено лице како гледа долу кон земјата што се оддалечуваше. Како зинува, се лизнува страниче од метлата и бам, удри и лош пукот. И Невил лежеше со лицето надолу, стуткан на тревата. Метлата се уште се креваше и креваше и почна мрзливо да едри кон забранетата шума и надвор од видикот. Мадам Хуч се наведна над Невил, со лице бело како и неговото. Скршен зглоб, ја слушна Хари како мрамори. Ајде, момче, добро е, стани. Се сврте кон другите. Никој да не мрднал додека не го вида момчето во болничкото крило. Оставете ги метлите каде што се или ќе летате од Хогвартс пред да успеете да кажете Квидич. Ајде, мило. Невил со насолзено лице го стегаше зглобот и тргна куцајќи со мадам Хуч, која стави раката околу него. Само што се оддалечи доволно за да не слушнат Малфој и избувна од смеа. Му го виделе лицето на дебелион. Другите слитеринци се придружија. Молчи, Малфој, се разлути Паравати Патил. Оу, го браниш Лонгботом? Рече Пенси Паркинсон. Девојче од Слитерин. Не мислев дека ти се допаѓаат мали дебели плачковци Паравати. Види, рече Малфој, јурна напред и гратна нешто од земјата. Глупавано топче што му го пратила баба му на Лонгботом. Септималката светна на сонцето кога ја крена. Дај го тоа ваму, Малфој, тивко рече Хари. Сите замолчаа за да гледаат. Малфој гласно се насмевна. Мислам дека ќе ја ставам некаде за Лонгботом сам да си ја земе. Например, на дрво. Дај ја ваму, викна Хари, но Малфој скокна на метлата и одлета. Не излажа, умееше добро да лета. Лебдејќи покрај невисоките гранки од еден тап, тој викна: Дојди и земи си ја, Потер. Хари ја зграбчи метлата. Не, викна Хермиона Гренџер. Мадам Хуч ми рече да не мрдаме, инаку сите ќе ни направите проблеми. Хари ја игнорираше. Крвта му удираше во ушите. Се качи на метлата, удри силно во земјата и се вивна нагоре, нагоре. Воздухот му ја брануваше косата и наметката се лелееше над него. И во налет на огромна радост сфати дека најде нешто што можеше да го прави и безучајно. Ова беше лесно, ова беше прекрасно. Ја поткрена метлата за да се крене уште повисоко и слушна како девојчињата долу врескаат и губат стив, а Рон воскликна восхитено. Дај го ваму, викна Хари, или ќе те турнам од метлата. Да, рече Малфој во обид да се подсмева, но изгледаше загрижен. Хари некако знаеше што да прави. Се наведна напред и цврсто ја зграбчи метлата со двете раце и таа стрелна кон Малфој како копје. Малфој се измокна токму навреме. Хари остро сврти и ја задржи метлата во место. Неколку мина долу ракоплескаа. Овде горе ги нема Креп и Гойл да те спасат, Малфој, извикна Хари. Малфој како да си го помисли истото. Тогаш пробај фатија, извика тој и ја фрли стаклената топка високо во воздухот и летна назад кон земјата. Како при забавено движење Хари виде како топката се крена во воздухот
и потоа почна да паѓа. Се навали напред и ја впери рачката од метлата надолу. Следниот миг забрзуваше, стрмо пикирајќи во трката со топката. Ветерот му свиреше во ушите, измешан со вресоците на гледачите. Ја испруши раката и на 30 сантиметри од земјата ја фати. Токму навреме за да ја исправи метлата. И полека се приземи со септималката безбедно во раката. Хари Потер се стресе побрзо што слета. Професорката Мекгонал трчеше кон нив. Се крена на нозе треперејќи. Никогаш, за сето време што сум во Хогвартс. Професорката Мекгонал речиси занеме од шокот. Очигледно гневно и блесна. Како се осмеливте? Можевте да скршите врат. Не беше тој виновен, професорке. Тишина, господице Патил. Но Малфој, доста, господине Визли. Потер веднаш помене. Хари ги виде триумфалните лица на Малфој, Креп и Гойл, додека заминуваше следејќи го немо чекорот на професорката. Сакаше да каже нешто во своја одбрана, но како нештото не беше во ред со неговиот глас. Професорката Мекгонал брзаше без да го погледне. Мораше да потрчнува за да ја стигне. Сега ја оплеска работата. Не истраја ниту 2 недели, ќе си ги скакува куферите за 10 минути. Што ќе рече Дрслиеви кога ќе се појави на прагот? Си искачија по скалите на влезот, внатре по мермерните скали, а професорката Мекгонал се уште не му рече ниту збор. Отвореше врати ширум и одеше низ ходниците. Хари се влечеше мизерен зад неа. Може би го водеше кај Дамблдор, помисли на Хагрид, избрчкан, но со дозвола да стане како ловочувар. Може би можеше да му биде помошник. Стомахот му се преврти од помислата. Ги гледаше Рон и другите како стануваат волшебници, додека тој одеше низ дворот и му ја носеше торбата на Хагрид. Професорката Мекгонал запре пред една училница и отвори вратата и ја вовре главата. Извинете, професоре Флитвик, може да го поземам Вуд за момент? Вуд, помисли Хари. Чудо невиден. Дали Вуд ќе биде остра казна за него? Но излезе дека Вуд е личност. Крупно момче од 5-та година кој излезе збунет од часот на Флитвик. Следете ме двајцата, рече професорката Мекгонал и тргнаа низ ходникот. А Вуд љубопитно гледаше во Хари. Внатре, професорката Мекгонал ги упати во училницата каде што немаше никој освен Пивс, зафатен со пишување безобразни зборови на таблата. Надвор, Пивс, згрме таа. Пивс ја фрли кредата во канта со гласно тропање и излета пцуејќи. Професорката Мекгонал ја тресна вратата зад него и се сврте кон двете момчиња. Потер, ова е Оливер Вуд. Вуд, ти најдов трагач. На збунетото лице на Вуд се појави радост. Сериозни сте, професорке? Апсолутно, јасно рече професорката Мекгонал. Момчето е природен талент. Никогаш не сум видела такво нешто. Прв пат ли леташе со метла, Потер? Хари кимна молчешко. Немаше поим што се случува, но изгледа немаше да го избркаат. И пак почна да си ги чувствува нозете. Го фати тоа чудо во раката по пикирање од 15 метри, му рече професорката Мекгонал на Вуд. Дури не се низгреба, ни Чарли Визли не би успеал во тоа. Вуд сега изгледаше како одеднаш да му се оствариле сите соништа. Си гледал ли Квидич надпревар, Потер? Возбудено праша. Вуд е капитен на тимот Грифиндор, објасни професорката Мекгонал. А и совршено е граден за трагач, рече Вуд. Сега одеше околу Хари и изјапаше во него. Лесен, брз, ќе мора да му најдеме пристојна метла. Професор ќе би рекол Нимбус 2000 или Чисталка 7. Ќе зборувам со професорот Дамблдор за да видам дали може да се заобиколи правилото за прва година. Сите знаеме дека ни треба подобар тим од лани. Слитерин не растори на последниот меч. Не можам да го погледам Севериус Снейп в лице. Професорката Мекгонал строго го погледна Потер преку очилата. Сакам да чујам дека тренираш напорно, Потер, или ќе се премислам за казната. Одеднаш се насмевна. Татко ти би се гордел, рече таа. Тој самиот беше одличен во Квидич. Беше време за вечера. Хари само што му раскажа на Рон што се случи кога го напуштија дворот со професорката Мекгонал. Рон тргна да лапне парче пито со стек и бубрек, но сосем ја заборави. Трагач, рече тој, но учениците во прва година никогаш мора да си најмладиот играч во последниот век.
рече Хари, кмечејки пита во устата. Се чувствуваше особено гладен по поплавневната возбуда. Така барем Вуд ми кажа. Рон беше толку зачуден, толку восхитен што само седеше и зјапаше во Хари. Почнувам да тренирам идната недела, рече Хари. Само не кажувај никому. Вуд сака да остане тајна. Фред и Џорџ Визли сега влегоа во салата. Го забележаа Хари и побрзаа кон него. Браво, тивко рече Џорџ. Вуд ми кажа, и ние сме во тимот удирач. Ти кажувам, сигурно го освојуваме тој трофер во Квидич годинава, рече Фред. Не сме победили откако замина Чарли, но овогодинешниот тим ќе биде фантастичен. Сигурно си добар, Хари. Вуд за малку ме скокаше од радост кога ни кажа. Како и да е, мораме да одиме. Лис Џордан мисли дека нашол нов тајан излез од училиштето. Сигурно е истиот за статуата на Грегор или Габиот, што го најдовме уште во првата недела. Се гледаме. Фред и Џорџ се уште не беа заминале кога се појави некој далеку по недобројден. Малфој со Креп и Гојл по крај себе. Последниот оброк, Потер. Кога се враќаш назад кај маголите? Многу си похрабран сега кога си на земја со твоите другарчиња, студено рече Хари. Се разбира, немаше ништо мало кај Креп и Гојл, но бидејќи високата маса беше полна наставници, никој од нив не можеше да стори ништо освен да се мурти и да се заканува. Ке ти се борам сам во некое време, рече Малфој. Вечерва ако сакаш, волшебнички двобој, само стапчиња, без контакт. Што е проблемот? Веројатно никогаш не си слушнал за волшебнички двобој. Нормално дека слушнал, рече Рон, кружејќи наоколу. Јас сум у резерва. Која е твојата? Малфој ги измери Креп и Гојл со поглед. Креп, рече тој, може на полној, ќе се најдеме во собата за трофеи, секогаш е отклучена. Кога Малфој замина, Рон и Хари се погледнаа. Што е волшебнички двобој? Рече Хари. И како мислиш ти си ми резерва? Па резервата е тука да превземе ако умреш, рече Рон. Најнормално и почна да го јаде последното парче студена пита. Кога го фати погледот на Хари, бргу додаде. Но луѓето умираат само во вистински двобои, знаеш, со вистински волшебници. Најмногу што можете ти и Малфој да сторите е да фрлате искри еден на друг. Никој од вас не знае доволно маѓија за да стори вистинска штета, а се кладам дека очекуваш да одбиеш. А што ако мафтам со стапчето и ништо не се случи? Фрли го и бапни му една, продолжи Рон. Извинете, и двајцата погледнаа нагоре. Тоа беше Хермиона Гренџер. Не може човек да јаде овде на раат, рече Рон. Хермиона го игнорираше и му зборуваше на Хари. Не можев да не слушнам што зборувавте со Малфој. Сигурно си можела, промрмори Рон. И не смеете да скидате низ училиштето ноќе. Помислете на поените што ќе ги изгубите за Грифиндор. Ако ве фатат, навистина е многу себично од вас. И навистина не е твоја работа, рече Хари. Пријатно, рече Рон. Во секој случај не би можело да се каже дека беше совршен крај на денот. Помисли Хари додека лежеше буден многу подоцна, слушајќи како Дин и Шејмус заспиваат. Невил немаше вратен од болничкото крило. Рон ја помина целата вечер давајќи му совети како, ако се обиде до теколне, подобро да го избегне. Зошто не ми текнува како се блокираат? Постоеше и голема шанса дека ќе ги фаташе Филч или господја Норис. А Хари мислеше дека си предизвикува судбината со кршење на уште едно училишно правило денеска. Од друга страна, подсмевот на Малфој постојано го демнееше од мракот. Ова му беше голема шанса да го победи Малфој лице в лице. Не смееше да ја пропушти. 11 типол, најпосле промрмори Рон. Подобро да одиме. Ги навлекоа пењуарите, ги кренаа стапчињата и се упатија кон собата во кулата. Надолу по спиралните скали и влегоа во заедничката просторија на Грифиндор. Се уште светаа неколку жарчиња во каминот и ги претвораа сите фотели во подгрбавени црни сенки. Речи си стигнаа до дупката со портретот, кога проговори глас од столот наблизу до нив. Не ми се верува дека ќе го сториш ова, Хари. Една лампа се уште трепкаше. Тоа беше Хермиона Гренџер, со розов пењуар и намуртено лице. Ти, се разбесни Рон, враќај се в кревет. За малку не му кажав на брат ти, луто рече Хермиона. Перси, тој е перфект и би ве ставил во ред. Хари не можеше да поверува дека некој може толку да се меша. Ајде, му рече на Рон. Го турна портретот на дебелата дама и си искачи низ дупката.
Хермиона немаше лесно да се откаже од ова. Тргна по Рон низ дупката од портретот и им саскаше како лута гуска. Зар не ви е воопшто гајле за Грифиндор? Само за себе ли се грижите? Не сакам Слитерин да го освои Хогвартскиот трофеј, а вие ќе ги изгубите сите поени што ги добив од професорката Мегонал, зашто ги знаев магиите за преобразба. Оди си, во ред, но ве предупредив. Само сетете се што сум рекла кога утре ќе сте во восна кај дома. Толку сте... Но што беа не дознаа. Хермиона се врати на кај портретот на дебелата дама за да се врати натре и се соочи со празната слика. Дебелата дама беше отишла на ноќна посета и кулата Грифиндор беше заклучена за Хермиона. Сега што ќе правам? Спишти таа. Тоа е твој проблем, рече Рон. Ние мораме да одиме, ќе задоцниме. Не ни стигнаа до крајот на ходникот кога Хермиона ги стигна. Доаѓам со вас, рече таа. Не доаѓаш? Мислите дека ќе стојам овде и ќе ја чекам Филч да ме фати? Ако не најде сите тројца, ќе му ја кажам вистината, дека се обидував да ве запрам и вие ќе ме поддржите. Каква дрскост, гласно рече Рон. Молчете двајцата, остро рече Хари. Слушнав нешто. Звучеше како гласно дишење. Не беше госпоѓа Норис, туку Невил. Беше стуткан на подот, цврсто заспан, но нагло се разбуди додека се приближуваа. Фала Богу, ме најдовте. Овде сум со часови. Не ми текнуваше новата лозинка и не можев да влезам. Потивко, Невил, лозинката е чурилка и нема да ти помогне сега, дебелата дама е некаде отидена. Како ти е раката? Рече Хари. Добра, рече Невил и им покажа. Мадам Помфри е среде за околу 1 минута. Добро, па вака, Невил, мораме да одиме некаде и се вратиме подоцна. Не оставајте ме, рече Невил и се исправи. Не сакам да седам овде сам. Крвавиот барон веќе помина 2 пати. Рон погледна во часовникот и гневно го погледна Хермиона и Невил. Ако не фатат поради вас, никогаш нема да смислам, дури не ја научам расулавата клетва што ни ја кажа Квирил и не ја употребам на вас. Хермиона ја отвори устата, можеби за да му каже на Рон како точно да ја употреби мрсулавата клетва, но Хари просеска да молчи и ја мавна на сите да тргнат. И таа низ ходници прошарани од ленти месечева светлина. Од високите прозорци на секој свиок Хари очекуваше да налета Филч или госпоѓа Норис, но имаа среќа. Побрзаа нагоре по скалите кон третиот кат и влегоа напрсти во собата со трофеи. Малфој и Креп се уште не беа дојдени. Кристалните кутии со трофеи светкаа каде што ги фаќаше месечевата светлина. Пехари, штитови, чинии одаваа сребрен и златен сјај во мракот. Се држаа до зидовите и ги наблюдуваа вратите на двете страни од собата. Хари го извади стапчето во случај Малфој да влезе и веднаш да почне. Минутите се влечеа. Доцни, може би му е страх, прошепоти Рон. Тогаш еден звук од соседната соба ги натера да скокнат. Хари само што не го крена стапчето кога слушнаа како некој зборува. И не беше Малфој. Продушка и наоколу мила, може би демнеат во ќоше. Тоа беше Филч, кој изборуваше на госпоѓата Норис. Смрзнат од страв, Хари избезумено и мавна на другите тројца да го следат најбрзо што можат. Побрза активко кон вратата подалеку од гласот на Филч. На метката на Невил уште не го свртала аколот кога слушнаа како Филч влегува во собата со трофеи. Тука се некаде, го слушнаа како мармори. Веројатно се кријат. Наваму, безгласно им рече Хари и преплашени почнаа да ползат низ долгата галерија полна со оклопи. Можеа да чујат како Филч се доближува. Невил одеднаш писна од страх и потрча, се сопна, го фати Рон околу половината и двајцата превртаа еден оклоп. Звечкањето и трескањето беа доволни да го разбудат целиот замок. Трчајте, се расика Хари, четворицата јурнаа низ галеријата, не вртејки се да видат дали Филч ги следеше. Свртеа околу двовратникот и се стрчаа низ еден ходник, па низ друг, со Хари начело, без никаков поим каде беа или каде одеа. Скитнаа на едната писерија и се најдоа во скриен ходник. Се судираа низ него и излегоа близу собата со трофеи. Мислам дека му избегавме, брефташе Хари, потпре на студениот зид додека си го бришеше челото. Невил се свитка целиот, кашлаше и пробуваше да дојде до здив. Ви реков, брефташе Хермиона и стегаше на копче од ноќницата. Ви реков.
Мораме да се вратиме во Грифиндорската кула, рече Рон. Најбргу што можеме. Малфој те измеми, му рече Хермиона на Хари. Го сваќаш тоа, нели? Немаше воопшто да се сретне со тебе. Филч знаеше дека ќе има некој во собата со трофеи. Сигурно Малфој му подкажал. Хари помисли дека веројатно имаше право, но немаше да ја признае. Ајде да одиме, но тоа не беше толку едноставно. Не поминаа ни 10 чекори кога затропа една квака и нешто излета пред нив. Од училницата. Тоа беше Пивс. Ги забележа и писна од радост. Молчи, Пивс, те молам, ќе направиш да не изфрлат. Пивс се закикоти. Скитате наполно, ќе, певачиња. Ц. Скитате на доцни часови, некој ќе ве фати. Не, ако не ни издадеш, Пивс, те молам. Треба да му кажам на Филч, рече Пивс со ангелски глас, но очите злобно му светкаа. За ваше добро е, знаеш. Тргај се од патот, се разлути Рон и размавта кон Пивс. Ова беше голема грешка. Будни ученици, се развика Пивс. Будни ученици во ходникот за волшебства. Се наветнаа под Пивс и безглаво се стрчаа кон крајот на ходникот, каде што удрија во уште една врата и беше заклучено. Толку, застенка Рон, додека безпомошно ја туркаше вратата. Готови сме, ова е крајот. Можеа да слушнат чекори. Филч тргаше најбргу што можеше кон извиците на Пивс. Оф, тргни се, заража Хермиона. Го зграбчи стапчето на Хари и ја почукна бравата и шепна. Ало, хомора. Бравата чкрипна и вратата ширум се отвори. Се стуткаа низ неа, бргу ја затворија и ги притиснаа ушите слушајки. Каде отидоа Пивс? Велеше Филч. Бргу, кажи ми. Кажите, молам. Не ме моте, Пивс, кажувај каде отидоа. Не кажувам ништо ако не кажеш, те молам, рече Пивс со својот иритирашки певлив глас. Добро, те молам. Ништо, ха-ха. Ти кажав ке ти кажам ништо ако ти не речеш, те молам. Ха-ха-ха. И слуша како Пивс летува и Филч колне гневно. Мисли дека вратава е заклучена, прошепоти Хари. Мислам дека ќе бидеме окей. Тргај се, Невил, зашто Невил последната минута го влечеше Хари за ракавот на заметката. Што? Хари се сврти и види многу јасно за што станува збор. За момент беше сигурен дека стапнал во кошмар. Ова беше премногу. Покрај се што преживеа досега, не беше во собата како што представуваше. Беа во ходник, забранетиот ходник на третиот кат. И сега знаеа зошто беше забранет. Гледаа право во очите на чудовојшното куче. Куче што го исполнуваше целиот простор помеѓу плафонот и подот. Имаше 3 глави, 3 пара лути очи што се вртеа, 3 носа што мрдаа и се тресеа во нивната насока, 3 разлигавени усти со плунка што висеше во лизгави конци од жолтеникавите песјаци. Стоеше мошне мирно. Сите 6 очи зјапаа во нив, а Хари знаеше дека единствената причина што веќе беа мртви беше што нивната ненадена појава го изненади. Но бргу го надминуваше тоа, зашто немаше сомневање што значеа тие громогласни загрчења. Хари посегна по кваката, помеѓу Филч и смртта. Го избра Филч. Паднаа наназад. Хари ја тресна вратата и трчаа, речиси летаа, назад низ ходникот. Филч мора да побрзал да ги бара на друго место, зашто не го гледаа никаде. Но на кој му беше гајле за тоа? Сакаа само да се оддалечат колку што е можда повеќе од она чудовиште. Не престанаа да трчаат се дур не стигнаа до портретот на дебелата дама на 7-миот кат. Па каде бевте досега? Праша таа и ги гледаше во пењуарите што им висеа од рамената на црвените испотени лица. Остави тоа, чурлика, брефташе Хари. И портретот се заниша нанапред. Побрзаа во заедничката просторија и се струполија на фотелите, треперејки. Помина некое време, пред некој да рече нешто. Невил до душа изгледаше дека веќе нема никогаш повторно да прозбори. Што си мислат дека прават со чување на таков створ заклучен во училиште? Рече Рон конечно, но тоа куче му треба да се истрча. Хермиона си го поврати здивот и лошото расположение. Вие ништо не гледате, нели? Се разлути. Не видовте на што стоеше? На подот, предпостави Хари. Нему ги гледав нозете, бев захватен со главите. Не на подот. Стоеше на врата во подот. Очигледно чуваше нешто. Таа стана луто и ги погледна. Се надевам дека сте задоволни со себе. Можевме сите да загинеме или полошо, да ни избркаат. Сега, ако немате ништо против, ќе си легна.
Рон ги испрати со погледи со зината уста. Не, немаме против, рече тој. Човек да помисли дека ние влечкаме со нас, нели? Но Хермиона го поттикна Хари да размислува за нешто друго, додека се враќаше во креветот. Кучето чуваше нешто. Што би рекол Хагрид? Гринготс е најбезбедното место на светот, ако нешто сакаш да скриеш, освен можеби Хогвартс. Се чинеше дека Хари откри каде беше во гнездото пакетче од трезорот 713.